После 6 години изживување, малтретирање и политички прогон врз поранишните министри Спиро Ристовски, Миле Јанакиевски, екс-собранискиот спикер Трајко Велјановски, како и поранишниот директор на УБК Владимир Атанасовски, кои се гонеа како организатори на собраниските настани од 27 април, кривичниот суд им ги усвои барањата за амнестија и тие се ослободени од вина. Судијат Илија Трпков во говор од половина час ги критикуваше поранишните функционери за непатриотско однесување, презентирајќи им видео снимки од настаните во собранието од 2017. Трпков се уште стои на ставот дека постојат организатори за тепањето и кршењето во собранието, а обвинетите, наместо да докажат дека се невини, побарале милост од државата. Сепак, бидејќи обвинителството и апелација не мисла така, тој морал да ги амнестира, иако судот ја носи конечната одлука. На крајот ќе произлезе дека осудените лица за настаните од 27 април 2017 година сами се организирале, сами размислиле дека треба да влезат во собранието да кршат и да тепат. На сите ни е јасно, а и на осудените лица кои се во затворите, дека тоа не е така, дека некој ги организирал за да влезат во собранието. И покрај тоа што обвинителството не побара да се примени законот за амнестија за екс-директорот на УБК Владимир Атанасовски, сепак судот го прифати неговото барање и го амнестираше. Адвокатите на обвинетите поранешни функционери велат дека по 6 години живување и политички прогон, судот конечно постапил правилно, иако според нив не ни требало да се покрене обвинение за овој случај. Побараа државата да истражи кои се вистинските организатори. Се работи за политички монтиран процес, се со цел да бидат ослободени од одговорност вистинските организатори на настаните. Овој предмет во однос на делот од лицата за кои ги застапував и чиј сум бранител не можеше и не смееше ниту да биде поведено, ниту да биде одобрен обвинителниот акт, ниту да стапи на сила. Денешната одлука на кривичниот суд следува откако пред еден месец обвинителството за организиран криминал побара да се примени законот за амнестија против тројца обвинети во овој предмет. Минатата година истото го побари апелација, откако ја укина првостепената пресуда и ја врати на повторно одлучување, бидејќи имало недоречености во пресудата во која не се земаат во предвид законот за амнестија од 2018 година. Со првостепената пресуда од 2021 за сите четворица обвинети во случајот беа досудени 25 години затвор. Екс-собранискиот спикер беше осуден на 6,5 години, поранишните министри на 6 години и 3 месеци, а екс-директорот на УБК на 6 години затвор. Јанакиевски и Ристовски добија и пресуда од Страсбург за нивно кршење на човекови права. Тие преживеа тортури и физички напади додека лежаа во притвор за овој случај.